ден, вие ги гледате вестите во 18 часот. Македонската армија го отвара патот на земјата кон полноправно членство во НАТО. Ова е ставот на премиерот Зоран Заев пред неговото заминување во Подгорица на средба со американскиот подпредседател Майкл Пенс. Премиерот Заев заедно со американскиот амбасадор Джейс Бейли, како и со министерката за одбрана Шекеринска, присуствува на отворениот ден за високи гости на полигонот Криволак. Како дел од вежбата Dragon Guardian 2017 беше презентирана полетно-слетната писта за беспилотни летала. Вежбовните активности се само доказ за подготвеноста на македонската армија, отворајќи го патот за полноправно членство во НАТО. Ова е ставот на премиерот Зоран Заев, кој го истакна на денешниот отворен ден за високи гости на армискиот полигон Криволак, а во рамки на вежбата Dragon Guardian 17. Вели дека македонската армија е подготвена за соработка со сите земји, а се во насока на обезбедување на севкупниот мир во светот. Мене ми е посебно задоволство што војниците вака учествувајќи во своите вежби го отвараат и патот на нашата Република Македонија кон полноправното членство во НАТО. Јас сум горд заради тоа што рамо до рамо со добро истренирани војници од американската армија може да ги спроведуваат сите активности. Криволак е навистина едно прекрасно место каде што можеме и во иднина да развиваме прекрасна инфраструктура за тренинг на нашите војници. Покрај премиерот на денешниот настан присуствува и амбасадорот на САД во земјава Джейс Бейли, министерката за одбрана Радмила Шекеринска, дел од министрите и пратениците, високи представници на АРМ. За амбасадорот Бейли оваа вежба е доказ дека припадниците на двете армии се на ниво на своите задачи. These kinds of activities also help engineers prepare not only for military operations but also for those times when they're called in for humanitarian events as well. This exercise did not begin here this week in Kриволак. It began with a series of training exercises back in Germany. This is a long process, but this is what our military partnership is about. This is what this looks like, and this is the kind of activity that we think helps us advance Macedonia's aspirations to join the NATO alliance. Пред присутните беше презентирана изработката на полетно-слетна патека за беспилотни возила на полигонот Криволак, која во иднина ќе ја користи македонската војска. Вежбовните активности, смета владиниот врв, се доказ за плодната соработка на македонската и армијата на Соединетите Американски држави. Истите треба да придонесат за континуирано подигнување на подготвеноста на македонските вооружени сили. Војната вежба Dragon Guardian 17, која има за цел подобрување на интероперабилноста, размена на искуства и зајакнување на билатералната соработка со САД, започна пред 3 дена, а ќе трае до 10 август. Вице-премиерот Османи и шефот на дипломатијата Димитровка и председателот Иванов за планот 369. Пони во вилата водно и бугарскиот амбасадор Иван Петков, со кого председателот разговарал за договорот за добрососедство со Бугарија. Од утре во дводневна официјална посета е бугарскиот премиер Бојко Борисов, кој на Илинден напладне ќе има средба со премиерот Зоран Заев, пошто ќе следува церемонијата на потпишување на договорот. Врвулица во председателската вила, по вице-премиерот за европски прашања Бујар Османи средба со председателот Иванов уствари и министерот за надворешни работи Никола Димитров. Кај председателот беше и бугарскиот амбасадор Иван Петков. Османи по средбата изјави дека го информирал шефот на државата за договорот со Бугарија. Посочи дека за ЕУ и НАТО перспективата на Македонија потребен е општествен, институционален и политички консензус. Мислам дека има волја и во председателството да соработуваме во делот на реализацијата на планот 369. Се кажа и забелешките по однос на одредени конкретни мерки кои што се разбира ние ќе ги имаме предвид, меѓутоа се разбира дека ефективноста на имплементацијата ќе биде многу поголема доколку сите институции се дел од процесот. И институциите, меѓутоа и политичкиот спектар. Османи најави дека планот 369 ќе го презентира и пред опозицијата. Реформите се во тек и законот за јазиците ќе се најде на вечерашната владина седница, рече вице-премиерот за европски прашања. Од председателот Иванов побарал поддршка. Да планира да го затвори легислативниот дел од рамковниот договор, можеби и денеска на седница на влада да помине законот за јазици. Од кабинетот на Иванов писмено соопштија дека на средбата побарал решенијата за реформите на системот за безбедност и одбрана да бидат во согласност со уставот.
Попладне во владата ја одржува 18-тата седница. Според соопштението, на дневен ред се извештаи за активности на јавни и државни предпријатија, договори за соработка со Босна и Херцеговина и со Косово, како и кадровски прашања. Владата ќе разгледа и констатира состојби за напредок на земјата во процесот на европска интеграција, користење и имплементација на ЕУ фондовите и статусот на реализацијата на приоритетите за влез во НАТО, а ќе разгледа и информацијата за имплементацијата на рамковниот договор. Владата ќе разгледа и донесе повеќе одлуки во однос на извештај од работата на повеќе јавни државни предпријатија и агенции. На денешниот дневен ред пред министрите ќе се најде и предлог законот за ратификација на спогодба за соработка меѓу владата на Република Македонија и Советот на министрите на Босна и Херцеговина во процесот на пристапување кон Европската унија. На дневен ред пред министрите ќе се најдат и неколку предлози за кадровски решенија. Треба да продолжи тенденцијата за чистење на избирачкиот список, а се што е нотирано како слабост треба да се надмине за да се одржат кредибилни избори. Премиерот Зоран Заев денеска потврди дека МВР и ДИК работат на прочистување на списокот. Од институциите барат системско решение за да се избегне човечкиот фактор во прочистување на списокот. Тенденцијата на чистење на избирачкиот список треба да продолжи, а ДИК и МВР работат на тоа, вели премиерот Зоран Заев. Се што е нотирано како слабост на списокот од типот на оние кои ја напуштиле државата, се уште се наоѓаат во него. Преку оние со звездичка во списокот до оние чии имиња биле дуплирани. Треба да се објават за да може гласачите целосно да му веруваат на списокот, но и за да може да се каже дека се има регуларни и кредибилни избори. Државната изборна комисија и Министерството за внатрешни работи, користејќи искуството од претходните избори, пред се практичните искуства кои што на терен ги го видовме, се нивна алатка за продолжување на прочистувањето на избирачкиот список и таа тенденција Република Македонија треба да продолжи се додека не го воведеме новиот модел, се надевам, на e-voting или електронско гласање или преку фингерпринтот. Во петокот првите луѓе на МВР и ДИК соопштија дека работат на изнаоѓање системско решение за поврзување на институциите за да се отстрани човечкиот фактор при раководењето со овие документи и системи, а во функција на целосно прочистување на избирачкиот список. Ова е процес кој што не застанува или не завршува еднаш за секогаш. Најважно од се е да пропусти кои што биле правени во минатото при издавањето на личните документи бидат отстранети, тие се отстранети, меѓутоа ќе треба да се бара и некакво системско решение генерално на поврзување на институциите и на нивните системи во менаџирање со овие документи. ДИК во моментот финишира со превземање на активностите и мерките кои беа планирани за подготовката на локалните избори и спремни го очекуваме актот за распишување на локалните избори од претседателот на Собранието на Република Македонија. Предходно МВР соопшти дека ги поништило личните карти за кои се утврдило дека биле издадени на незаконски начин со цел за да се злоупотребат за гласање на претходните избори. При тоа биле детектирани многу слабости во начинот на издавањето на документите и при впишувањето на живеалиштата и престојувалиштата. Упатените сметат дека најуспешна операција за прочистување на списокот е активната регистрација, но за неа е потребна политичка одлука и измени на изборниот законник, за кои сега нема време. За сега надлежните се потпираат на редовното ажурирање на избирачкиот список. По распишувањето на изборите, списокот со новата состојба ќе се стави на јавен увид, а ќе се достави и до партиите кои пак имаат рок од 5 дена да ги достават забелешките. На последното ажурирање, бројот на гласачи во избирачкиот список бил 1.820.000. Две македонки уапсени на Крит, продавале газ за смеење, дрога што ги коси тинеџерите низ Европа. За ова малку подоцна, а продолжуваме со темата на Канал 5. Како да се спречи злоупотребата на децата питачи? Само на скопските крстосници се регистрирани околу 1000 деца, кои дневно заработуваат меѓу 500 и 1000 денари. Граѓаните негодуваат. Децата се опасни за безбедноста во сообраќајот. Ке се најде ли конечно решение на потресната слика која секојдневно ја гледаме на улиците низ градот? Бебиња и малолетни деца наместо во игра секојдневието го поминуваат боси на жешкиот асфалт, барајки некој денар. Бројките се поразителни. Министерството за труд и социјална политика евидентира дека има околу 650 деца кои се секојдневно изложени да просат. Иако бројките во реалноста се поголеми, се тврди дека бројката изнесува околу 1000. Сметаме дека такви казни каде што децата се одвојуваат од семејствата не е секогаш најдоброто решение, дека треба да се работи на подигнување на капацитетот на семејствата. Ние се обидуваме, оваа година објавивме јавен повик
За подршка на работа со деца на улица, значи одвоивме околу 100.000 денари месечно. Тие договори ќе се склучат од месец август. Голем дел од граѓаните им даваат пари на децата кои питачат на раскрсниците. Социјалните работници велат дека тие се најголемата жртва поради тоа што парите веднаш им ги земаат родителите, а тие повторно остануваат гладни. Проценките се дека дневно заработуваат од 500 до 1000 денари. Тоа треба властите да го направат, да им најдат место со родители да се разговара и да се превземе нешто. Ако имаме нова влада и нови луѓе во Министерство за труд и социјала, нека се погрижат, нека го средат проблемот. Кога веќе имало предлог тоа да се направи, нека направат нешто. Па треба да се згрижат тие деца. Ја мислам дека нешто државата треба да превземе. И ја гледам дека има многу деца дека питачат. Политиките што ги спроведе МВР заедно со Министерството за труд и социјална политика очигледно не дадоа долгорочни резултати. Државата кривично ги гонеше несовесните родители кои наместо да им пружаат нега и образование на своите деца, тие немилосрдно ги оставаат на пеколно високи и минусни температури на улица. 2 од 3 ер трактори се вклучени во гаснењето на пожарот во близина на селото Требовле, каде десетина дена гори шума и големи површини под ниско стеблести растенија. Пожарот се заканува да ги зафати и селските куќи, каде жителите досега беа оставени сами на себе. Состојбата со пожарот во Требовле е критична, вели градоначалникот на Македонски брод за Канал 5. И по 9 дена без снење на огнот, надлежните се уште го немаат локализирано. Дел од жителите на нозе во помош при гаснењето. Мештаните објаснуваат дека огнените стихии се ближат до домовите. Сега веќе доцна за се, селото гори во пламен. Огнот се префрли и преку Сува гора, се движи према Гостивар, према Тетово. А селото гори, ви велам, селото гори цело, селото во пламен. Дојде полиција да прави евакуација на населението. Ние се бориме до последен здив да го спасиме имото, да спасиме нашите животи. Ете, до тука дојде на работата. Градоначалникот Милосим Војнески пак вели дека на терен има ветер и тоа го отежнува гаснењето на огнот. Се сомнева дека пожарот е подметнат. Надеваме дека до вечерните часови ќе се воспостави некоја контрола, меѓутоа зависи од временските услови. На терен не се сите противпожарни авиони на Дирекцијата за заштита и спасување. Иако од Македонски брод веднаш побарале државна асистенција за гаснењето на пожарите во Требовле, Дирекцијата за заштита и спасување дури утрово испратила само 2 од 3 ер трактори кои што ги поседува. Директорот на дирекцијата Шабан Салију преку телефон ни објасни дека еден од ер тракторите е на писта, би се употребил на терен само доколку на еден од авионите му е потребна замена. Инаку Дирекцијата за заштита и спасување изминатите години ги постојано ги праќаше на сервис ер тракторите во време на сезона на пожари. Повеќе од 100 луѓе меѓу кои жители го гаснат огнот во Требовле. Таму има 8 противпожарни возила од земјава со 24 пожарникари. Локалната противпожарна на терен е 24 часа. Повторно се затворени вентилите на браната Паљурци. Гевгелиските земјоделци бараат веднаш да биде пуштена за да не им пропадне родот на екстремно високите температури. По само еден месец браната Паљурци повторно водата на хидросистемот е под дозволената граница. Земјоделците се оставени без вода за наводнување во најсушниот период, а незината најголема намена е токму за таа цел. Вода нема и водостопанство Гевгелија пак ги затвориле вентилите со цел да се зачува целокупниот биодиверзитет, а паралелно да не дојде до еколошка катастрофа во акумулацијата. Земјоделците револтирани. Вие сега може, 2-3 дена може да издржите, ама сега и прашимо со тоа култиватор, треба вода. Мора вода да се пушти. Се вадеше зелка, сега има црни домати, сега ќе почна лози, а пошто оваа вода веќе пада многу. И се ако почнат сега црни домати да вадат и сега лози што има некои шпалири некои оди. За проблемот кој настанал на браната Паљурци, денес побаравме одговор од јавно предпријатие Водни стопанства на Македонија, но оттаму не известија дека бил разрешен досегашниот директор Ромео Тренов, па останавме без информација. Одговор во писмено соопштение единствено добивме само од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, која гласи:
Министерството е запознаено со моменталната состојба со хидросистемот Паљурци во Богданци. Ви известуваме дека веќе се превземаат мерки и проблемот ќе биде решен во најскоро време. А за решавање на проблемот, во најголемо исчекување се сепак земјоделците. А од утре Македонија влегува во жолта алертна фаза со температури што ќе го надминуваат 40 степен. Во петок и сабота наместа ќе биде прогласена и портокалова фаза. Синоптичарите до крајот на неделава не најавуваат заладување. Највисоката температура денеска во Македонија се очекува да се искачи од 32 до околу 38 степени. Во Скопското подрачје, значи сончево и топло со температура до околу 37 степени. Меѓутоа и во текот на утрешниот ден ќе биде стабилно и суво времето и температурата ќе има тенденција на покачување. Се очекува утре температурата на воздухот во Македонија да достигне од 33 до околу 41 степен и во Скопското подрачје исто така до околу 39 степени. Потоа во наредните денови ќе превладува претежно стабилно време и сончево и топло. УВ индексот ќе има многу висока вредност 9. Од сабота према недела се очекува да има нестабилна облачност, значи сабота кон крајот на денот према недела ќе има локален развој на нестабилна облачност која ќе биде проследена со краткотраен пороен дожд и со грмежи, со тоа што ќе имаме известно освежување. Ке се врати ли ефтината тарифа? Владата планира најмногу елем да ги покрие разликите. Две македонки се уапсени на Крит продавале ампули со така наречен газ за смеење. Газот кој се продава во обични балони се користи како дрога, чија продажба строго се контролира. Откако на почетокот на летото од овој газ почина тинејџер од Британија. Две македонски државјанки се уапсени на грчкиот остров Крит бидејќи нелегално продавале пакувања што содржат боци со азотен оксид, односно хелиум и балони, нешто што во Грција е познато како газ за смеење, кој е особено популарен меѓу странските туристи. Двете жени биле уапсени во петокот околу полноќ, а кај нив биле пронајдени вкупно 41 ампула со газ, балони и други предмети кои грчката полиција ги одзела. Во регионот на општина Херсонисос во петокот околу полноќ полицијата уапси две жени државјани на Фиром. Двете жени беа фатени дека поседуваат за продажба 41 ампула боца со газ за смеење, кој преку метален предмет стигнувал до гумени балони, пишува во соопштението од грчката полиција. Истрагата ја води полициската станица од Херсонисос, а засега нема информации дали македонските државјанки биле ослободени. Хелиумот или газот за смеење е особено популарен меѓу странските туристи на грчкиот остров Крит. Пред 3 седмици 18-годишна британска туристка беше примена во болница во критична состојба, а подоцна падна во кома откако се забавувала со газот за смеење. Од тогаш грчката полиција започна со засилени контроли, па така во рацете на полицијата падна и двете македонски државјанки. Ке се вратили до октомври ефтината тарифа за електрична енергија. Владата очекува за 2 дена да завршат анализите, пошто се планира разликите во цената да се надоместат од сумата добиена по елиминирањето на недометинското работење на енергетските компании пред се на елем. Резервите од недомакинското работење на државниот производител на струја Елем ќе ги балансираат трошоците од воведувањето на дневната ефтина тарифа на електричната енергија, велат за Канал 5 од владата. Тече рокот од 7 дена што со одлука на седница владата ги задолжи регулаторната комисија за енергетика, Министерството за економија, ЕВН и кабинетот на вице-премиерот Ангјушев да изготват анализа. Истекува за 2 дена. Од владата за Канал 5 велат: владата очекува сите процедури поврзани со воведување на ефтината тарифа на електричната енергија да завршат во најбрз можен рок и од октомври да бидат исполнети условите граѓаните да можат да ја користат во текот на дневните часови. За враќањето на ефтината тарифа не е предвидено субвенционирање на енергетските компании. Ке се користат резервите од недомакинското работење на енергетските компании, особено од Елем, за да се пренасочат за граѓаните да можат да го почувствуваат бенефитот од ефтината тарифа. Во моментов граѓаните користат ефтина струја секој работен ден од 22 часот до 7 часот наутро и за викенди од 22 часот во сабота до 7 часот во понеделник. Враќањето на двочасовната ефтина струја во текот на денот беше предизборно ветување на владеачката партија.
Потрошувачите од Скопје кои се снабдуваат со топлинска енергија од Балкан Енерджи Груп од утре во просек ќе плаќаат за 2,75% пониска цена за парно грејење. Како што беше посочено на подготвителната седница на Регулаторната комисија за енергетика, тарифата за топлинска енергија за домаќинствата и образовните институции ќе се намали за 3,88%, додека кај останатите потрошувачи ќе има намалување од 3,88% во споредба со досегашната цена. Со предлог одлуката за 0,18% се намалува и тарифата за ангажирана топлинска моќност. Кај Елем енергетика просечното намалување на цената на топлинската енергија ќе изнесува 0,11%. Кај Скопје Север во просек намалувањето на цената на парното грејење ќе биде 1,69%. Јавниот долг според последните податоци на Министерството за финансии е намален за 0,3%. Заклучно со 30 јуни 2017 година долгот изнесува 3 милиарди 885,4 милиони евра, што представува 38% од БДП, што споредено со претходниот квартал представува намалување за 3,3 милиони евра, односно за 0,1% поен, наведуваат од Министерството за финансии. Министерството има политика за активно управување со јавниот долг со цел финансирање на потребите на државата со најниски трошоци, односно со најниска каматна стапка, појаснуваат од Министерството за финансии. А за утре е закажана собраниската седница на која ќе се расправа за ребалансот на буџетот. На истата седница на дневен ред е и разрешувањето на јавниот обвинител Марко Зврлевски. Премиерот Зоран Заев очекува тој да биде разрешен пред почетокот на годишните одмори на пратениците. Јас очекувам дури пред годишниот одмор на пратениците, заради тоа што во друг случај би било тоа банално. Мислам дека процедурите се јасни, верувам во ефикасноста на парламентот, заради тоа што навистина од ефикасноста на парламентот во донесувањето на одлуките ќе ја придвижат Македонија побрзо кон своите аспирации. А дел од тие аспирации се конечно враќање на независното правосудство во Република Македонија како една од најзначајните реформи кои што граѓаните на Македонија и Република Македонија воопшто ги имаат испоставени како цели пред себе. Од ВМРО ДПМН е со реакција на ребалансот на буџетот. Тие не само што ги изневерија очекувањата на граѓаните, туку и покажа исклучително ниско ниво на демократски капацитет и ниво на инклузивност рамно на нула. Впрочем, за тоа најдобро говори фактот дека од 840 предложени амандмани во различни партенички групи беа разгледани само 62 амандмани и ниту еден не беше прифатен. СДС на дело ја покажа својата негрижа и безчувствителност. СДС скрати цели 28 милиони денари од ставката за изградба, опремување и одржување на објекти за социјална заштита и дневни центри за лица со попреченост. СДС покажа дека овие категории на граѓани не им значат ништо. Илиден е неработен ден за сите граѓани. Министерството за труд и социјална политика соопшти дека среда 2 август, денот на Републиката, е неработен ден за сите граѓани на Република Македонија. Денот ќе биде одбележан со учествување на Мечкин Камен, каде ќе се обрати председателот на собранието Талат Џафери, како и пред спомениците на Асном и на Никола Карев во Скопје, каде ќе говори председателот Ѓорѓе Иванов. А Српската православна црква соопшти дека на македонската државна делегација нема да ја биде одобрена посетата на манастирот Прокопчински поради веќе добро познати причини, јави Тањук. По повод барањето официјална државна делегација на Република Македонија на празникот Свети Пророк Илија да го посети манастирот Свети Прокопчински со своја програма и пораки, информативната служба на СПЦ ја известува јавноста дека надлежниот црковен орган поради причини кои се добро познати, а не се променети со години, не одобри посета на државната делегација на РМ на манастирот, се вели во соопштението од СПЦ. А Централниот комитет на ВМРО ДПМН јавно ги повика членовите и поддржувачите на партијата да се воздржат од присуство на настаните кои ги организира владата на СДС за одбележување на Илинден. Тоа е со цел да не бидат со умисла и со подготвено сценарио испровоцирани и навлечени на реакција, а потоа и обвинети дека предизвикале инцидент или насилство. Централниот комитет на ВМРО ДПМН изрази загриженост од најавената нова стратегија за мигрантите на владата, од која произлегува дека владата се подготвува да прифати поголем број мигранти
мигранти. Според соопштението, ВМРО ДПМН укажува дека давање на државјанства на десетици илјади мигранти во Република Македонија и нивно трајно населување со сигурност ќе предизвика сериозна дисторзија на пазарот на работна сила во земјава и ќе ја влоши и онака тешката состојба со невработеноста која принуди многу наши граѓани да се одселат во други земји за да обезбедат работа и екзистенција. Реакција од СДСМ. ВМРО ДПМН преку тенденциозно ширење на лажни вести за наводно трајно населување на десетици илјади мигранти и нивно вработување продолжува да внесува вознемиреност меѓу граѓаните, реагираат од СДСМ. Предлог стратегијата за интеграција на бегалци и странци 2017-2027 е само надградба на иста таква стратегија за периодот 2009-2015 година. Се работи за документ што е јавно објавен и отворен за сугестии и истиот служи како патогас и нема обврзувачки акти кон кое било министерство или институција. Преку наводната загриженост за необврзувачки документи, Централниот комитет на ВМРО ДПМН најпосле ги призна катастрофалните политики што таа партија ги спроведуваше во изминатите 11 години. ВМРО ДПМН преку денешното соопштение призна дека Македонија се соочува со висок степен на сиромаштија и висока стапка на невработеност и призна дека во изминатите години стотици илјади граѓани беа приморани да се иселат од државата поради катастрофалните економски политики на ВМРО ДПМН. Денешното разрешување на 33 директори на клиники, болници и други здравствени установи представува упад во здравствениот систем, велат од ВМРО ДПМН. Последната одлука за која денес дозна јавноста, со која биле разрешени 33, повторувам 33 директори на клиники, болници, здравствени домови, е удар врз целокупниот здравствен систем во државата. 33 директори се разрешени без основ и целосно спротивно на законот, што говори дека не е направено врз некој вредносен систем или било какви критериуми, туку само врз основа на реваншизам и слепа омраза од страна на власт. Министерството за култура преку соопштение им одговори на прашањето на пратениците од ВМРО ДПМН во врска со вработувањата во ова министерство. Од 1 јуни до 31 јули 2017 во Министерството за култура е вработено едно лице како посебен советник за култура на определено време до истекот на мандатот на функционерот во чиј кабинет е вработен и се ангажирани 4 лица со договор на дело. Извршено е едно спогодбено преземање административен службеник од друг државен орган што не предизвикува финансиски импликации врз буџетот. Во тек е и постапка за уште еден посебен советник за правни работи на определено време, се наведува во соопштението од Министерството за култура. Советот за култура на министерот Алагјозовски е сочинет од деструктивци кои работат на уништување на историјата и културното наследство на Македонија, реагираат од ВМРО ДПМН. Советот за лечење на фрустрации на Роберт Алагјозовски е сочинет од луѓе како Ѓунер Исмаил, Мирослав Грчев и Влада Милчин, а повеќето од нив јавно говореле дека ќе го рушат проектот Скопје 2014. Ќе рушат споменици, ќе ги минираат, ќе ги топат и од нив ќе прават суровини за металуршката индустрија. Ова не се зборови на осуден криминалец или бомбаш. Ова се зборови на првиот човек во Советот за лечење на фрустрации на Алагјозовски. На Светскиот ден за доење, граѓаните и натаму со поделено мислење дали треба мајките да ги хранат своите бебиња на јавни места. Експертите препорачуваат задолжително доење во првите 6 месеци, а се препорачува бебињата да се дојат и до 2 години. Мајките во Македонија се со просечна оценка за доење на нивните бебиња, но голем број мајки реагираат на социјалните мрежи дали на јавно место да се дои бебето кога е гладно. На неколку мајки на јавни места, меѓу кои трговски центри, им било укажано дека на јавно место не можело да се дои, туку да одат во тоалетот. Граѓаните поделени, на некои не им е убава сликата, а други дека е најнормално и дека тоа е еден убав момент на убавина на нов живот. Сметам дека е во ред, зашто да не? Детето треба да се добие млеко, па сега на кое место не е битно. Вас не ви пречи мајка да ви... Не, апсолутно не. На Светската недела на доењето, мотото е поголема поддршка на мајките за доењето. Докторите објаснуваат дека нема поздраво од доење, дека треба тоа да биде првите 6 месеци, но да се дојат децата и до 2 години. Овие 68 од 150 всушност се однесуваат не толку на стапката на доење. Значи стапката на доење е само еден од 15 индикатори.
Значи се однесува на она што го прави државата за да поддржи дењето. Например, тоа се дали постоечките политики, стратегии, акциони планови, дали постојат и какви се. Понатаму каков е системот за образование, дали им дава доволно практични вештини на здравствените работници за да ги им помогнат на мајките. За идните мајки нема побрза, поевтина и поквалитетна храна од мајчиното млеко. Today's discussion is really important. Мислам дека денешната дискусија е многу важна не само од аспект на здравјето, туку и од аспект на човечкиот развој, затоа што во последниве неколку години од истражувањата дознавме колку доењето му помага на развојот на детето и на неговото напредување. Најмногу доеле мајките во Велика Британија, а американките се со најслаби оценки, определува статистиката. Време за спорт. Утре младите ракометари се враќаат од Алжир, каде го освоија 6-то место на светскиот шампионат. Тие му се најавија на светот како тим на кој што ќе мора да се смета во наредните 15 на години. Со 6-то место на Мундијалот во Алжир, нашите надежи потврдија дека оваа генерација е можеби најдобрата што Македонија имала од постоењето, што само по себе значи светла ракометна иднина. Талески, Кузмановски, Неловски, Крстевски, Велковски. Запомнете ги овие момчиња зашто за кусо време светот ќе слушне за нив. Ова постојано го повторуваше уште пред 4-5 години еден стар ракометен лисец, чие име ден денеска предизвикува различни реакции во македонскиот ракомет. И беше во право. Светот веќе имаше слушнато за нив поединечно, но сега конечно слушна и како за тим, како репрезентација на Македонија, што стана дел од топ 6 светската ракометна елита во Алжир. На овие во меѓувреме им се приклучија уште и Томовски, Даниловски, Палевски, Јагориновски, Танковски, Арсеновски и некои помлади и сите од истата школа. Група млади ракометари што на Мундијалот во Алжир под водство на таличниот Илија Темелковски си го обезбеди местото во врвниот светски ракомет и сега само од нив зависи дали ќе го задржат нивото во иднина како сениори или зошто да не заминат на ниво погоре, па можеби за некој европски или светски медал. Потенцијал има, но има и многу работа, а за најголемиот дел од нив, или за речиси сите, напорната работа продолжува веќе в четврток, кога во Скопското предградие ќе му се јават на собер на стариот лисец, кој ќе ги поведе во ново поглавје од заедничката приказна. Кошаркарската репрезентација на Македонија в среда во Приштина ќе ги почне предквалификациите за Европското првенство против селекцијата на Косово. Објективно, македонскиот кошаркарски тим е поквалитетен од косовскиот, но за позитивен резултат ќе мора да се одигра квалитетен меч под силен притисок од трибините. Македонија во групата ја има како противник уште и Естонија, а пласман во главните квалификации во двокружен систем ќе обезбеди само првопласираниот тим, што значи дека место за непредвидени киксеви нема. Светскиот фудбал одамна го вртат пари од кои што застанува здивот, но секој со своите маки. Додека Нејмар го врти светот со шеикот од Катар за да ја изигра УЕФА за трансферот од Барселона во Пари Сен-Жермен, Кристијано Роналдо се поти во мадридска судница каде што одговара за затајување данок. За да не го оспорат финансискиот ферплеј, што божем е строг закон на УЕФА, шеиците од ПСЖ во Катар ќе му дадат на Нејмар на рака 222 милиони евра, божем за функцијата амбасадор на светското првенство, а тој со нив лично ќе си ја плати откупната клаузула во Барселона, па така и волкот сит и овците на број. За тоа време Роналдо ги поминува истите маки на Лионел Меси, односно одговара за затајување данок кон шпанските финансиски власти, кои го товарат за ситни 15 милиони евра, а за што му се заканува 3-годишна затворска казна. Продолжуваме за светскиот фудбал, но тука на домашен терен во пресрет на УЕФА Суперкупот помеѓу Реал Мадрид и Манчестер Юнајтед. Град Скопје ги реализира и последните подготовки за активностите во неутралната фан зона, која ќе биде лоцирана на плоштадот Македонија. Градот Скопје соопшти дека во соработка со УЕФА, партнерите на УЕФА и ФФМ подготви дводневна богата музичка програма и активности во оваа фан зона. Подготвени се и специјални митинг поинтс за двете групи навивачи, од каде ќе се упатат кон арената во боите на својот омилен клуб. Навивачите на Реал Мадрид ќе се сретнат на плоштадот Филип II, а навивачите на Манчестер Юнајтед на платото пред спомен куќата на Мајка Тереза. Сите активности и целосната музичка програма подготвени за 7 и 8 август ќе се одржат во неутралната фан зона, која ќе биде отворена од 11 до 19 часот. Сите кои ќе ја посетат неутралната фан зона ќе имаат можност да се фотографираат со трите трофеи на УЕФА, трофеите на Суперкупот, Лигата на шампионите и Лига Европа.
Американскиот подпредседател Майк Пенс ја потврди поддршката за Вашингтон за балтичките земји за време на средбата со председателите на Естонија, Летонија и Латвија. Тој од Талин, каде се одржа средбата, порача дека САД стојат заедно со нациите од трите земји и секогаш ќе бидат со нив. Тој наведе дека носи една едноставна порака од председателот Трамп: ние сме со вас. Пенс утре ќе посети Грузија, а во среда Пенс ќе присуствува на самитот на Јадранската повелба во Подгорица, Црна Гора, за да ја потврди посветеността на САД кон Западен Балкан и да ја нагласи важноста на доброто управување, политичките реформи и владењето на правото. На средбата ќе присуствуваат исто така и лидерите на Албанија, Босна и Херцеговина, Хрватска, Косово, Македонија, Србија и Словенија. Русија побара од 755 американски дипломати и друг персонал во дипломатските представништва на Соединетите американски држави да ја напуштат земјата. Одлуката доаѓа по најавата за нови американски санкции против Москва. Американските представници мора да запрат со својата активност во Русија и да ја напуштат земјата, изјави рускиот председател Владимир Путин во интервју за телевизијата Росија 24. Нејасно е колкумина од 755 лица кои треба да ја напуштат Русија се дипломати и дали тука се вбројуваат и членови на нивните семејства. Минатата недела Американскиот сенат изгласа нови санкции против Русија како одговор на анексијата на Крим и руските хакерски напади во текот на кампањата во Соединетите американски држави минатата година. Председателот на Венецуела Николас Мадуро прогласи победа на изборите за Уставотворното собрание пред стотиците приврзаници во Каракас. Мадуро рече дека ова е најголема победа што револуцијата ја оствари во својата 18-годишна историја. Опозицијата ги оспорува резултатите и тврди дека гласале нешто под 15% од лицата со право на глас. Инаку 6 лица биле убиени вчера во Венецуела за време на протестите против изборите за Уставотворното собрание. Во ноќта во саботата спроти недела биле убиени кандидатот за Уставотворното собрание и лидер на опозицијата. Најмалку 4 полицајци пак биле ранети кога рачно изработена бомба била фрлена врз конвој од полициски мотоцикли во Каракас. Соединетите американски држави остро ги осудија вчерашните избори и соопштија дека ќе преземат брзи и силни мерки против владата на Мадуро. Викиликс објави повеќе од 20.000 мејлови од председателската кампања на францускиот лидер Емануел Макрон. Станува збор за испратени и примени мејлови во периодот од 20 март 2009 година до 24 април 2017 година. Објавувањето на одреден број мејлови само 2 дена пред вториот круг на председателските избори во Франција, 7 мај, кога Макрон го победи лидерот на екстремно десничарската Марин Ле Пен, предизвика вистинска мешаница. За разлика од истекувањето мејлови која потресува американската председателска трка во 2016 година, во Франција тоа немаше големо влијание, констатираат американските медиуми. И една занимливост од светот: 14-годишно девојче од Русија преживеало 6 дена само во сибирската шума, откако се изгубило додека берело шумски плодови. Russia Today јавува дека Јана Томачева по 6 дена потрага била пронајдена вчера во руската област Краснојарск. Во потрагата учествувале над 100 луѓе спасувачи, волонтери, над 230 полицајци, членови на Националната гарда и војска. Биле користени и 17 возила, хеликоптери и дронови. Девојчето било многу исцрпено кога го пронашле и се очекува да биде префрлено во болница. Таа исчезнала во понеделникот кога со мајка и постарата сестра отишла да берат шумски плодови. И тука ги завршуваме вестите во 18 часот, се гледаме повторно во 22 часот и 55 минути. Имајте пријатна вечер со Канал 5.